Македонија се уште гори за одговорност ниту крик. Со денови земјата зафатена со пламени јазици, граѓаните со сопствени ресурси во обид на времено да ги надвладеат, а на надлежните не им се слуша за оставки. Пожарите оставија пустош зад себе, освен што изгоре шума од неколку стотици хектари низ целата земја, на која ќе и требаат децении за да се замени. Во Кочани оштетени се и неколку куќи, а во Старо Нагоричане изгореа викендици. За спречување на брзото ширење на пламените стихии беа потребни часови, па дури и денови. И тоа покажа дека надлежните неподготвени ја дочекаа сезоната на пожари, но никој не признава пропуст. Првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов, не планира да си поднесе оставка сега, оти како што рече, направил и повеќе од што треба за да се справат со пожарите во Источна Македонија. ВМРО ДПМН најави дека ќе поднесе кривични пријави до власта поради ненавременото постапување за спречување на пожарот во Кочани. Според партијата, пожарите во Кочанско биле показател за целата неодговорност на власта, поради која, како што велат, под ризик биле доведени граѓаните и нивните домови. Состојбата и оставањето на Кочани на милост и немилост пред пламените јазици покажа дека државата, системот, заштитата, кризниот менеджмент не само што потврди, туку се покажа дека не постои. Да подсетам на тоа во што убедуваа. Немало пари за канадерите, немало корпи за хеликоптерите, немало пари за нови противпожарни возила, немаше пари ниту за пожарникарите, ниту за нови противпожарни единици. Состојбата покажа дека нема ниту протокол, дека нема ништо. Состојбата во Кочани покажа дека сиот систем за заштита е пеплосан од режимот на Зоран Заев. Од ВМРО ДПМН критикуваат дека хеликоптерите кои биле користени за превоз на министри низ Македонија можеле да бидат искористени за гаснењето на пожарите, а авионите пак не биле функционални, иако сервисот чинел 400.000 евра. Од владеачката партија пак убедени дека системот функционира. Сите надлежни институции на централно и локално ниво биле активни во справувањето со пожарите. Државата била тука за граѓаните, нивната безбедност и сигурност, која е на прво место, нагласуваат од Социјалдемократскиот сојуз.